Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во најновото и прво издание на емисијата Рапорт во 2016 година. Во 2015 направивме ретроспектива за проектите кои општините на Истокот ги реализира, но и дознавме кои се најзначајни за годината што ни предстои. Пред нас е уште една емисија посветена за уште една општина од Истокот, општина Делчево. Овој град се наоѓа на источниот дел од земјава и е сместен во котлината Пијанец, во близина на границата со Бугарија. Доминантно место во стопанскиот развој на општината има индустријата, пошто следат земјоделството и градежништвото. Сепак во продолжение на емисијата ќе направиме краток осврт за реализираните проекти досега, а и ќе дознаеме за оние што следат за оваа година. Делчево е град на Истокот, каде многу луѓе се иселуваат. Дали се намалува бројот на запишување на деца во училиштата? Видите, сето тоа се разбира, но си намален број на запишени деца. Што општината презема во врска со тоа? Општината нема многу начини што да преземе. Ние можеме само да апелираме на нашите сограѓани да остануваат во Делчево, да се опре иселувањето. Колков буџет општина Делчево издвои за оваа година? Дали ќе биде развоен? Се разбира, буџетот на општина Делчево ќе во оваа година ќе биде развоен. Вкупниот буџет со се дотациите за училиштата, за библиотеката, за градинките се негде околу 287 милиони денари. Основниот буџет е околу 109 милиони денари. Денешен гостин во студиото на Канал Плюс телевизија и гостин во емисијата Рапорт на Канал Плюс телевизија е градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански. Добро вечер, господине Шехтански, добро дојдовте во емисијата Рапорт. Најпрво еве да ви ги честитаме новогодишните и божигните празници. Благодарам и на поканата. Ги честитам новогодишните и божичните празници на вас и на сите гледачи на Канал Плюс телевизија. Така, еве најпрво да започнеме со прашањето кое што ги засега сите граѓани на општина Делчево, па и околните места, тоа е отворањето на нови работни места. Еве во Делчево е најавено и изградба на нова индустријска зона. За колкав капацитет станува збор? Еве, која е големината? Владата на Република Македонија гради индустријски зони на секаде низ Македонија, таква технолошко-индустријска развојна зона има и во Делчево. Површината е 20 на хектари и се надеваме дека доколку има интерес ќе бидеме во можност таа зона и да биде проширена. Дали засега постои интерес? Интерес постои, доаѓаат фирми, ја погледнуваат зоната, меѓутоа засега конкретно ништо не можеме да кажеме. Така, со кои проекти аплициравте преку проектот меѓугранична соработка и што се реализираше досега? Еве, ние за годината што престои, за повикот за 2016 година, ќе аплицираме како општина, се разбира за тоа што аплицираат и основните училишта и средното училиште, ние како општина аплицираме со проект со кој што ќе продолжиме регулацијата на река Брегалница. Значи, тоа е проект, таков проект работиме и сега моментално од претходниот повик. Втор проект ќе ни биде замена на уличното осветление со диодни светилки. Еве, ние се надеваме, двата проекта се многу битни за градот Делчево, ние се надеваме дека ќе ги добиеме и двата. Така, имавте и проект за 6 училници во училиштето и исто така и за чувување на природата на Брегалница, на река Брегалница. Еве, за овој и Бистрица. Проектот за чувување на природата на река Брегалница и Бистрица го спомнав. Тоа е во Делчево се работеше продолжување на регулацијата на река Брегалница, додека 6 училници во средното училиште во гимназијата, пред се нивната полза е во заштедата на енергија која што ја добива училиштето со тоа што се работи во моментот едносменски. Значи заштеда на топлинска, на електрична енергија, децата одат сите во една смена, тоа се придобивките од тој проект. Еве неколку позначени проекти во делот на инфраструктурата кои се направени во централното градско подрачје на Делчево. Во централното градско подрачје досега е направена улицата Никола Јонков Вапцаров во централниот градско подрачје. Работиме на паркот кој што се протега од почетокот на река Брегалница па до спортскиот центар. Паркот е вака многу убав за гледање. Урбан изглед? Мола? Урбан изглед има? Така, урбан изглед, паркот содржи повеќе содржини. Во април месец рачунаме дека ќе можеме да пуштиме во употреба и скейт парк.
Значи таму имаме детско игралиште сосема реновирано за забава на најмалите дечиња. Така да многу убаво, вреди да се посети Делчево, да се погледне тој дел. Кои проекти досега ги имате реализирано преку Агенцијата за поддршка на рурален развој еве во селото? Досега преку поддршка на рурален развој имаме правено улици во село Звегор. Тој проект е завршен 2013 година. Во 2015 година заврши патниот правец помеѓу селата Стамер, град и Вирче. Тоа е во должина од 3 км и 200 и во финансиски износ нешто повеќе од 20 милиони денари. Многу значаен проект за жителите од тие три села, нивното меѓусебно поврзување, поврзувањето на обработливите површини. Тоа е сериозна придобивка за тој дел од нашата општина. Така. Еве што имате добиено преку Агенцијата за поддршка на рурален развој за да направи? За 2016 година ние аплициравме патниот правец од Чипала, село Драмче. Таму ќе асфалтираме во должина од 2,6 км. И вториот проект ни е улици во населба Звегорска река. Тоа е населба на влезот на Делчево, кај што досега нема воопшто ставено, ниту најмала улица асфалт нема видено. Ние се надеваме дека 60 до 70% од населбата со овој проект ќе биде асфалтирана. Така, аплициравте и за изградба на зелен пазар во Делчево. Добро, тоа е апликација, ние се надеваме дека ќе биде успешно завршено аплицирањето и евентуално добивањето на проект. Тоа би значило промена на местоположбата на градскиот пазар спрема мостот кој што е на патниот правец према Голак. За колкав капацитет станува збор? Па тоа е поголема површина и износот на средства е поголем, така да видиме што ќе се случи да можеме поконкретно да разговараме. Инаку првично проектот чини 2,6 милиони евра, така да е нешто пака за делчевски прилики поголема сума. Така заврши и изградбата на тениските игралишта. Од кога ќе отпочнат со работа? Двојното тениско игралиште што го градеше Агенцијата за млади и спорт е завршено во доцна есен и се надеваме дека почетокот идната година ќе го пуштиме во употреба за нашите соgraѓани. Така, најавивте изградба и на патот до Голак. Патот до Голак, земјаните работи се почнати од повисоките точки од Голак према Делчево. Тоа е пат кој што се најавува многу години, пат кој што е руиниран 30-35 години како е правен тој пат и тоа беше нужно потребно за да го вратиме лека полека стариот сјај на планината Голак. Така да, еве, нашите надежи и очекувања се дека 2016 тој патен правец ќе биде целосно завршен, со тоа ќе возможиме за сите љубители на планината Голак полесно патување и да бидат добродојдени и што поскоро да посетат планината Голак. Така, најавена изградба на патот Кочени Делчево. Што ќе значи ова за граѓаните? Кочени Делчево е нужна потреба. Вие сите кои што патувате према границата со Бугарија можете да посведочите дека на околу Истибања има ностоп подрони и практично се одвива сообраќајот во една лента. Сето тоа би значило подобрување на патниот правец од тој дел од Македонија. Иако крајно решение за граѓаните на општина Делчево е пробивање на пат или проширување на постоечкиот пат преку Виница, село Бигла, Делчево. Така. Делчево е град на истокот, каде многу луѓе се иселуваат. Дали се намалува бројот на запишување на деца во училиштата? Видите, сето тоа се разбира, носи и намален број на запишени деца. 2013, 2014 и 2015 вкупно запишавме околу 440 дечиња правачиња и што е уште полошо, во сите тие 3 години се родија помалку од 330 деца во градот. Тоа би значило дека во престојните 2019, 2020 и 2021 ќе бидат запишени помалку од 300 правачиња. Тоа е многу негативен тренд и ние се надеваме дека тоа ќе престане што поскоро, затоа што тоа значи силна депопулизација на општина Делчево. Така, што општината презема во врска со тоа? Општината нема многу начини што да преземе. Ние можеме само да апелираме на нашите сограѓани да остануваат во Делчево, да се опре иселувањето, и да апелираме на повеќе детни семејства. Тоа е тоа што може во моментот да го одржи бројот на население на општина Делчево. На почеток сме еве на новата 2016 година. Колкав буџет општина Делчево издвои за оваа година? Дали ќе биде развоен? Се разбира, буџетот на општина Делчево во оваа година ќе биде развоен. Вкупниот буџет со се дотациите за училиштата, за библиотеката, за градинките се негде околу 287 милиони денари. Основниот буџет е околу 109 милиони денари.
повеќе од 50% од овие пари ќе бидат наменени за капитални инвестиции. Така, кои како по-приоритетни ќе ги издвоите? Очекуваме градба на улици во централното градско подрачје. Ќе ги споменам улиците Светозар Марковиќ, целосна реконструкција на неа, деловна реконструкција на улицата Маршал Тито, реконструкција на улица Питогули. Веќе ги споменавме улиците во Звегорска река, споменавме патниот правец Очипала село Драмче. Ќе има градење на улици во селата Звегор, Разловци, град Ивирче. Град Ивирче се села во кои што досега не сме градели улици, пред се затоа што е во моментот таму се работи на фекална канализација, така да знаете, фекалната канализација поминува по средината на улиците и доколку досега изградевме, ќе требаше да биде повторно раскопано. Така да во 2016 по една поголема улица по избор на местните заедници ќе биде реализирана. Господине Шехтански, предлагам да ја погледнеме анкетата што мислат граѓаните на општина Делчево. Доволни ли сте од работата досега на општините, администрација? Па задоволни сме, не сме баш се најзадоволни, ама па до некаде се работи. Ако не се вработи, да се вработат младината, пчелите и стари и млади пензионерите, порке не ќе живееме и ние. Сега сам пензионер. Ја им посакувам на сите да се вработат и до пензии да дојдат. Градот ни расте помалку, добре. Со улички, со патишта? До сега се добри улиците. Напредува полека. Треба ли да се направи нешто во градот? Му фали ли нешто на градот? Па ја мисла доста добро сега направим Делчево, како што е сиромашен град сега напредува помалку. И друго што да ви кажа, инаку се е добро. Ние сме и у Теретирион, секаде имаме асфалт направено, секаде. Благодарение на Дарко Шетански, градоначалнико, кад што сме слаби со финанси, арно правиме и толку. Што треба да се направи за градот за да се подобри животот на граѓаните? Па вака, нашиот град е мал, но доста среден и убав, као град. Меѓутоа, значи да, за младите има доволно забава, меѓутоа забава која едноставно не знам колку е добра. Па, што знам што би требало да се направи. Би требало да има повеќе работни ангажмани. Гледаме дека народот нагло се иселува од нашиот град. Кога ќе дојдат празници и летниот период, кафаните се преполни, значи забава има, само мислам дека дефицитарни се парите моментално. Околу структурата, мислам, улиците ни се на ниво, тешко некоја да се промаши дупка, да се среди тоа и пред се вработувањето. Мислам дека треба да има повеќе кафичи и, например, во сите населби нема, каде што има мали деца, нема игралиште. Например, во нашиот район, во втори район, нема игралиште, во први район исто така нема, додека во Милкоброд има две, а во другите райони нема. Така, игралиште, на какви игралиште мислите? Па, лулашки или згалки, такова. Зато мислите вие дека треба да се направи? Што треба да направи градоначалникот? Се е направено, нема што да се прави. Това е најважно, вработувањето. Повеќе вработување? Да. Друго? Друго. И на тие социјалците што ги пуштиат технолошки за да им дадат пензија. Понавреме, 62 години това каде си е, ја веќе 5 години ка не нападија без работа какво седа. И ништо немам, така сам. Важно се граде. Граде се, по селата се граде. Почнаа со одводите, во има водовод, ама водоводот уште не е пуштен, ама ќе биде и тоа. Гради се, не? Да, граде се. Граде се. Улиците не се направени, ама има град Вирче, нели е направен, ние сме од Вирче со неа. Направен е пато, а чека да се направи прво водовод, канализација, да се заврши, после да се направат и патиштата меѓу селото, да, во селото шо е. Еве, го слушнавме мислењето на граѓаните од општина Делчево. Краток коментар во врска со ова. Што да кажеме, улици никогаш доста, асфалт никогаш доста, нашиот народ го посакува тоа што знае дека треба да го добие.
Меѓутоа, ние сме соочени со проблем, еве тие самите кажуваат по 35, 40, 45 години не добили асфалт. Не можеме сите улици кои што се оставени не направени да ги направиме во овој краток период. Општина Делчево во овој период има направено повеќе улици онака процентуално од било кое време од 90-тите години навам. Значи тоа лесно може да го види секој и тие што тоа не сакаат да го признаат, ние можеме да им го кажеме со факти. Меѓутоа, на нашите сограѓани ќе му кажеме дека ние ќе градиме и понатаму, ќе настојуваме сите нивни барања да бидат реализирани. Секако, потребно е време за таа реализација. Јас можам само да спомнам што е тоа што го планираме за 2016 година, по некоја динамика, кои улици ќе се прават, со кои суми ќе се прават. Се надеваме дека со таков интензитет на градба општината ќе продолжи и понатаму. Само со континуирана градба ние ќе ги решиме сите животни проблеми на нашите сограѓани. Еве, кои други села се опфатени со реконструкција на улици? Па еве, освен овие што досега ги споменавме, во 2015 и во 2014 во село Габро направивме две улици од должина по околу 300 метри. Во 2015 се изгради 800 метри за пат до село Турија, за кое што село во 2016 имаме обезбедени уште 300 метри асфалт, така да како и да е, и во градот и во селата е подобруваме состојбата со улици и патишта, се разбира. Така. Во градба е и градинката, што ова ќе значи еве за дечињата и за нивните родители? Нашите очекувања се дека оваа пролет ќе заврши градбата на градинката, станува збор за капацитет од 450 метри квадратни, 4 големи занимални или училници и ние се надеваме дека во нив ќе сместиме 100 дечиња. Така да од постоечката бројка од околу 120 дечиња кои што чекаат да бидат сместени во градинката, ние огромниот дел и поголемиот дел ќе ги реализираме, ќе бидат сместени во градинката. Така да проблемите на нашите сограѓани ќе ги реализираме. Како што слушнавме во анкетата, младите бараат игралишта. Што освен тениското игралиште Делчево им нуди на младите? Во 2013 година во централното градско подрачје во дворот на основното училиште Ванчо Преки изградивме мултинамensко игралиште каде што има терен за кошарка, има фудбал, изградивме трибини, одбојка на песок има. Се надеваме дека е тоа пријатно каче за помладата генерација од нашиот град. Во меѓувреме ги реконструиравме сите запуштени игралишта во градот. Изградивме, споменав пред, во паркот има детско игралиште за најмладите со содржини за најмлади деца. Во сите населби во градот нити можеме да ветиме игралиште, ниту општината е во состојба тоа да го изгради. Пред се имаме и конфигурацијски проблем. Негде не станува збор за места каде станува збор за дел од градот во кој што едноставно не може да бидат предвидени детски игралишта. Таму каде што има можност, секаде нешто ќе предвидиме. Дали ќе биде фудбалски терен, дали ќе има кошеви, нешто ќе има. Меѓутоа, не можеме да ветиме дека во секое каче во градот и во селата ќе бидат офатени содржиниот спорт. Дали буџетот ќе биде повеќе насочен кон градежните активности или кон некои други нови проекти? Пред се сме насочени на градба. Слушнав и од анкетата, нашите сограѓани бараат што повеќе градење, така да ние така сме насочени, што повеќе улици. Во 2016 се надеваме дека ќе почнеме градба и на Капела. Тоа е потреба на нашиот град. Се надеваме дека во 2016 ќе ја почнеме, во истата година ќе ја реализираме, така да уште еден негде 5,5 милиони денари очекуваме дека би чинил тој проект, меѓутоа се надеваме дека ќе го реализираме во 2016 година. Така, господине Шихтански, ви благодарам на гостувањето во емисијата Рапорт. Благодарам и на вас. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер и новогодишни божикни празници. Довидување.